Јавното претпријатие Водовод евидентира зголемена наплата на потрошувачката на вода последниот период. Вкупно за 2 месеци приливот на средствата е околу 3 милиони денари, соопшти директорот на претпријатието Игор Липковски. Освен наследените долгови, еден од посериозните проблеми со кои се соочува јавното претпријатие Водовод се загубите на вода. 2 месеци од моето владење во ЈП Водовод Куманово бележиме резултати кои се сведуваат на едно домаќинско работење. Можеме да направиме една споредба на фактурирани потрошувачки за физички лица од декември 2025 година со месец декември во претходната година 2024 година е зголемена за 10% запрека 40 повеќе. Од јануари 2026 споредбено со јануари 2025 година фактурирана потрошувачка за физички лица е зголемена за 7,89% повеќе. Исто така и вкупни приливи се зголемени во истиот период од 2 месеци, бележат пораз во декември од 2 милиона денари или 8,40 и повеќе проценти од претходнава година декември 2024 година и јануари 2026 година во споредба со јануари 2025 година бележат пораз во износ од 940.000 денари или 5,12%. Вкупен изод во период на 2 месеци на моје раководење по сите основи бележиме пораз во износ од околу 3 милиона денари, што е еден позитивен тренд кој планираме така преку домаќинско работење да го продолжиме и да се соочиме со долговите кои го како кочат претпријатието за неговиот раст и развој. Тој долг од стопанство е повеќе годишен, излеговме на терен, ги согледавме сите ситуации и можеме да заклучиме дека долгот е базиран на тоа што имаме системски губење на води, технички губење на води, тоа се помал процент, но најголеми губења на води се дивите мрежи и дивите приклучоци. Кога сме кај дивите мрежи, диви приклучоци, можеме да разграничиме два поими во диви приклучоци. Едните се нелегална мрежа изградена со нелегален приклучок, еден легална мрежа со нелегален приклучок. Легална мрежа со нелегален приклучок најостро ги осудуваме такви злоупотреби, во иднина ќе ги наоѓаме, нема да има толеранција, бидејќи тоа е спротивно на закон, тука се загубите на води, но еден специфичен дел е и комплексен кај нелегална мрежа и нелегални приклучци, бидејќи нашите сограѓани не се криви, се населиле на места каде што нема изградено водоводна и канализациона инфраструктура, немаат услови да се приклучат до сега, не знам, не би се осврнал на тоа во минатото зошто не се нашло решение. Јас со мојот тим најдовме едно решение во подготовка е да ги сите тие луѓе внесеме во системот, евидентираме еден правен законски модалитет да им понудиме, со што тие ќе влезат во системот, на тој начин ќе добијат легален приклучок во одвремен карактер, бидејќи е нелегална мрежа. На тој начин ќе имат сигурност, а ние како ЈП Водовод Куманово ќе зголемиме наплатата и мислам дека тоа представува победа и од двете страни, и за граѓаните и за ЈП Водовод Куманово, бидејќи секој одлив на вода е некоректно спрема граѓаните кои се совесно, честно и редовно ги наплаќаат. Мора да бидем искрени со јавноста, така е, мрежава е стара, се честопати се дешаваат дефекти, но мора да признаеме дека, барем тоа јас сега што го гледам како директор и од порано, мислам дека работниците во ЈП Водовод Куманово се и како совесни, излегуваат навремено, ги санираат дефекти, сега нормално остануваат дупки кои што кај Куманово се не закрпени, али времето не дозволува, бидејќи асфалтот не можеме да го поставиме во вакви временски услови, али кога ќе дозволат временските услови во блискава иднина, имаме една организирана акција која ќе ја спроведеме од центар на градското подрачје, ширејќи се кон сите населби, ќе ги санираме сите дупки, имаме околу 350 метри квадратни кои треба да се асфалтираат. Тоа негде во период од 10 дена, доколку дозволат временските услови, ќе го завршиме. Мрежава е стара, но бараме проекти, бараме начини, ние не сме во состојба сами да ја менуваме, но со помошта на општината со која имаме прекрасна соработка, ќе најдеме начин и ќе почне се менуваат водоводнава мрежа и канализациона. Тоа ни е еден од условите и моја визија за ова претпријатие, бидејќи сакаме да побараме на нареднава седница на совет
Сакам да побарам дозвола да работните задачи, оперативните и градежни ги извршува по Водовод Куманово, бидејќи во последните 15 години Водовод не ги извршува се во рамки на нашава надлежност и располагање со механизација. Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Куманово се реализираше првата обука дисеминација во рамките на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, на која учествуваа ученици од 2 средни и 4 основни училишта под менторство на овогодинешната дисеминаторка професорката Габриела Бошковска. Преку интерактивни активности, младите се запознаа со хуманите вредности, тимската работа, волонтерството и можностите за креирање мали проекти со кои ќе направат вистинска промена во локалната заедница. Оваа работилница го означи почетокот на новиот ПХВ циклус, во кој младите ќе работат на идеи, истражување и активности насочени кон помош, солидарност, толеранција и соживот, соопштуваат од Црвен крст Куманово. Даночните обврзници кои што имаат нејаснотии околу добиените опомени за данок на имот за физички лица за минатата година и решенијата за присилна наплата за 2024 година може да се обратат во секторот за даноци и такси за дообјаснување и преглед на својата финансиска картица, да се јават телефонски или пак да ги користат електронските адреси, информира раководителот Ненад Стојановски. Иако решенијата и опомените се генерирани на 7 ноември минатата година, дистрибуцијата доцни. Ова задоцнување се должи на фактот што АД Македонски пошти со кој имаме направено договор и имаме секоја година договор врз база на ексклузивитетот кој го има добиен од страна на влада на Република Македонија и ние не можеме да пуштаме тендери, а имавме состојби кога пуштаме тендер, па Државната комисија по жалби за јавни набавки истиот го имаше поништувано и поминуваме низ известни го. Ние не можеме да отстапуваме од договорот. Во меѓувреме го има според нивното образложение изгубено лицето кое е во дел на хибридна пошта, затоа што пратките се дистрибуираат со хибридна пошта, го имаат изгубено работениот кој што работи самото печатење и конвертирање и не беа во можност нашите генерирани решенија веднаш да ги преземат и да го испочитуваат договорот, па заради сите овие причини Општина Куманово мораше да прави известни пренамени во однос на определените средства што се однесува за достава и дистрибуција, па пуштаме дополнително тендер за печатење и конвертирање кој го доби нова фирма, па требаше да ги споиме новата фирма со АД Македонски пошти и добивме целосно пролонгирање од повеќе од 3 месеци. Истите решенија кои се генерирани на 7.11, а се однесуваат и за 2025 година, на опомените се во вредност од 22 милиони 46 милиони 157 милијади и 735 денари и станува збор за вкупно околу 22.873 решенија, а што се однесува до решение за присилна наплата за 2024 година, станува збор за вредност на тие решенија од 22 милиони 94.497, односно 12.073 решенија. Истите во меѓувреме граѓаните на град Куманово многу голем дел од нив ги имаат платено, меѓутоа бидејќи законските рамки не налагаат да мораме да ги дистрибуираме, иако е со задоцнување, ќе ги добијат на домашна адреса, сепак ги имаат платено. Истите тие решенија кои граѓаните ги имаат земено, ги имаат добиено, ги имаат платено, нека не ги земаат во предвид, за сите останати нејасноти или недоразбирања може слободно да се обратат кај нас во сектор за даноци и такси, конкретно во канцеларија 1310 кои се задолжени за тој дел, меѓутоа можат и во сите останати канцеларии доколку има гужва за да се информираат за својот долг. Ова се однесува за решенија само за физички лица. Во делот на постапката во дел на правни лица, истите не само што се дистрибуирани, току се и наплатени, а веќе се блокирани оние субјекти кои немаат платено на време. Во меѓувреме би сакал да напоменам дека се одвиваат и други активности со АД Македонски пошти, а поврзано со сектор за даноци и такси и даночните обврзници. Ние ги имаме и генерирано, веќе се дистрибуират решенија за комунална такса
за фирма, односно назив за деловна просторија за 2026 година, кои во законски рамки треба да бидат генерирани најдоцна 31.1 за тековна година. Нашите решенија се генерирани на 31.2026 година. Нивната дистрибуција исто така започна во понеделника, станува збор за 4069 решенија на вкупна вредност од 24.538.000 денари. Разгледување и усвојување на препораки до Управата за јавни приходи во врска со постапувањето при утврдување на даночни обврски за граѓани ангажирани во високоризични воени зони е прва точка на дневниот ред предложен за 6-та седница на Советот на општина Куманово, која ќе се одржи на 25 месецов. На седницата ќе биде презентирана и информацијата за преземени мерки и активности во текот на 2025 година на полициската станица од општа надлежност Куманово, а ќе се разгледуваат и годишниот извештај на територијалната противпожарна единица за 2025 и програмата за работа во 2026 година. Една од точките е и предлог одлуката за изменување на одлуката за утврдување на цените на услуги што ги дава детската градинка Ангел Шајче и износот на надоместокот на трошоците за престој во установата што паѓа на товар на родителите. Во случајов се предлага зголемување на цените на услугите за околу 35%. Советниците ќе имаат можност да расправаат и за извештајот за реализирани активности минатата година на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР, но и за предлог програмата на секторот за 2026 година, како и за кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за четвртиот квартал од минатата година и буџетскиот календар за 2026 година. Седницата е со директен пренос на програмата на телевизија Плюс со почеток во 10 часот. Центарот за истражување и одржување на традицијата Етно Фолк Студио ја представи етно собата пред представници на општина Куманово и Советот, која се наоѓа во просториите на основното училиште во Караџиќ. Беа изложени делови од македонски носии од различни краеви на државата и орнаменти, со детални образложенија околу нивната изработка и уникатноста, кои го отсликуваат македонското богатство и традиција. Целта на оваа културна активност на Етно Фолк Студио, која успешно обстојува 8 години, е да се негува и соочува долгогодишниот труд и ангажман на македонскиот народ. Председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска денеска оствари средба со представници од Сдруженијето Пчела од Куманово, кои за прв пат ќе го посетат интернационалниот саем во Словенија предстојниот викенд. На едукативниот собир Македонија ќе ја представуваат 110 пчелари од повеќе градови, од кои 40 се од Куманово, а ќе биде од голема важност за просперитетот и развојот на оваа производствена гранка. Во рамки на престојот во Словенија, пчеларите ќе имаат можност да посетат повеќе места, пчеларски центри и индивидуални мегапроизводители на мед. Во организација на Сдруженијето за модерни и спортски танци Виртус и танцовиот спортски клуб Динамик, деновиве во Занаетчиски дом се одржа танцов перформанс под наслов Аморови стрели. Настанот е поддржан од општина Куманово преку јавен повик за финансиска поддршка на предлог проекти за организирање на културни манифестации во општина Куманово за 2026 година. Преку современ танц, флуидни линии и движења на искусните танчери што се изведуваат во еден стив, перформансот ја прославува силата на човековата поврзаност, следејќи го патот на две души, до моментот на заедничка вибрација како повик да се преживее љубовта со движење. Минималистичката сценографија, ритмот и напнатоста ја доловуваат поентата, срцата да станат огледало едно на друго преку пулсот како мост меѓу два света. Современата кореографија и внимателно изградените сцени во рамките на Аморови стрели покажаат движење како ехо на нежна и силна поврзаност, посочуваат организаторите.
Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера попладне на граничниот премин Табановце навлез во државата. Полициски службеници лишиле од слобода 38 годишен државјанин на Косово. При гранични проверки и пасошка контрола е констатирано дека на увид приложил фалсификувана возачка дозвола. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, соопшти МВР.